Прилеп е еден од поголемите градови во земјава, ако не е и единствениот кој нема станица за мерење на аерозагадувањето, а најверојатно за догледно време нема ни да има, бидејќи општината немала пари за таа намена. Градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски во својот отчет за сработеното во првава година од неговиот мандат го прескокна ова свое предизборно ветување, но подсетен од новинарите, кажа дека набавката на мерната станица ќе морала да почека некои други подобри времиња. За купување на мерна станица потребно околу 200.000 евра. Разговарав со неколку фирми во Европа, во преговори сме со швајцарска амбасада, ако имаме можност да ја добијаме гратис, да кажем, донација, затоа што 200.000 евра да дадете, а имаме потреба за нешто друго, ево во овој момент мислам дека за мене е неприфатливо. На стартот од грејната сезона пак, во која се повеќе граѓани се греат на дрва, а при тоа секојдневно рапидно се зголемува и бројот на автомобилите, па за очекување е дека и загадувањето ќе биде поголемо, прилепчани не се воопшто задоволни дека и оваа зима ќе немаат релевантни показатели за степенот на аерозагаденоста во која живеат. Ами немаме ние нервна станица, слушам во Прилеп. Таа треба да постават, па за да знаеме како што е. Треба да има и треба да се работи тоа. Да постават такви инструменти, да видиме и ние да следиме во градов за да се знаеме докаде оди чистотата, загаденоста на воздухот. Општината кажаа дека немаат пари, дали треба да се најде начин? Па треба се најде, ако сака доброволен прилог нека збира, што се вели да се најде. Главно да има, секако да има тоа. Сега имаме сончеви денови повеќе, не се осеќа загаденоста, али секој случај потреба има. Со цел намалување на аерозагаденоста во Прилеп, според градоначалникот Јовановски, пристапено било кон реализација на уште едно негово предизборно ветување, односно за потребите на јавниот градски превоз ќе биле набавени 4 автобуси на метан. За нив тендерот бил завршен, а автобусите во функција требало да бидат ставени дури во текот на следната година.